Здраво дечки, денес возам Ford Mustang Mach-E, првиот SUV модел и првиот електричен модел, комплетно електричен модел на Ford Mustang. И пред да кажеш, зошто ова го направиле? Направи subscribe, бидејќи ние сме најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија. А сега да видиме зошто го направиле ова. Пред да спомнам неколку елементи околу дизајнов, бар да искористам дур се да му дупкава. Како електричен модел му се возможува да има два багажника, односно еден стандард позади и еден тука напред, бидејќи нема бензински мотор или дизел. И овде се возможува 100 литри багажен капацитет и некој вака слабичок како мене, ако добро го спакувате, може да го собере внатре. Другиот багажник, не затрив хубаво добро, другиот багажен простор позади. Прва работа, многу ми се допаѓа што Ford толку многу години вложуваат во технологиите, во системите да функционира добро. И сега ќе ме зезнеш? Обично ова секој пат безпрекорно работи. Добро е. 402 литри багажен капацитет. Имате простор, каблите ги ставите или тука под оваа даска, или напред, како што видовме сега. Куки за качалки, моите омилени ги има, само не разбирам зашто за качалки ви ги ставиле толку ниско, што можам да заставам тука. Нема врска. 12-волтен приклучок за струја. Кончето го има. Добро, тоа е околу првава практичност. Сега за кратко ќе влеземе и внатре да видиме што се нуди како SUV, како електрично возило, но сега сакам да дојдете од тука, Фича, дојде од тука. Како Mustang задржува неколку клучни елементи на легендарниот модел Mustang и како што гледате, ја има оваа купеовска форма. Многу добро, многу гениално го направиле тоа што овој дел од кровот го поделиле во две бои и горниот дел го поставиле со црна боја. Технички е неприметно да видите дека всушност линијата на самото возило е тука горе, а не вака баш купеовски како што изгледа со оваа преубава црвена боја. Позади ги има неговите препознатливи светла на Mustang, кои што ме потсетуваат на Ford Mustang Fastback од 68-69 година и многу добро изгледа. Напред изгледа како новиот Ford Mustang и искрено, да бидам најискрен, мене многу ми се допаѓа целокупниот дизајн. Да, може би брендот на Mustang малку се менува со SUV варијанта и со електричен модел, но мислам дека многу гениално направиле, бидејќи кога представуваш електрично возило во свет каде што се уште има ентузијасти како нас во V8 5.0 мотор да клокоти V8-цата и едноставно Mustang како бренд го искористуваат како најпопуларен бренд да представат нешто по-луксузно, бидејќи Ford Mustang Mach-E е малку по-луксузен од останатите Фордови што до сега сме ги виделе и едноставно многу е повпечатлив, особено со овој дизајн е многу повпечатлив и повеќе влегува во око, без разлика што и да кажеме дека електричниот концепт и SUV варијанта го менува концептот на Mustang, едноставно привлекува многу внимание и тоа е потребно да се зборува моделот. Волку многу се расприкажав за да ви објаснам, ама едноставно сакав да знаете дека за да привлекува нешто внимание, треба да биде базирано на нешто ексклузивно. Тоа е Mustang. Сега, како Mach-E, односно како Ford Mustang, не можеме да видиме никаде лого на Ford, освен тука налепенка горе, толку. Се друго е брендирано со Mustang, бидејќи сакаат да го представат како полуксузен модел. Сега, како полуксузен модел и плюс како аеродинамика, нема никаде клаки, ни напред, ни позади. Има едно копче, може да го отвориме преку копче, преку код тука на вратата. И многу интересно, бидејќи кога ќе притиснеме на копчето, вратата сама се отурнува. Не можам да разберам зашто тука поставиле рачка, а тука не, бидејќи реално кога ќе стиснете на копчето, како се отурнува, аз можам да повлечам од тука и не ми треба никаква рачка. Ајде сега да видиме на задниот дел, бидејќи како електрично возило нема
никаков тунел тука на средниот дел. Прво и основно Mustang Mach-E е многу широк модел, многу комфорен. Сано тука многу удобно, многу удобно. Имам простор за главата, имам простор за не тројца, за четворица патници позади. Можете слободно да се сместите и да немате никаков проблем, па и на средниот дел да седите да патувате од тука до Африка. Сано многу убаво. Два USB порта доле, едниот USB Type-C, другиот Type-A, односно стандардниот. Цел покрив е панорама и стварно ги обожавам сите возила со панорама, бидејќи му дава друга димензија, поубава светлина, поубав поглед, едноставно многу е поживо внатре. Тоа е за задниот дел. Се годиме напред. Отварањето ми е фантастично. Ова со кодот се уште го немам пробано, треба да се кодира внатре, да се постави код што вас ви одговара. Прва работа што влегува во око, екранов, телевизор, не знам што е, ова е огромно. Да, изгледа како на Тесла, може би били инспирирани од Тесла, не знам, но едноставно искрено мене многу повеќе ми се допаѓа ваков концепт на екран, него ли сега што ги прават низ целиот автомобил во 13 различни екрани кои што се прекршени. Едноставно вака ми е многу поубаво, пофункционално. Може би ако би бил легнат, односно во landscape изvedба, би бил многу пофункционален, бидејќи при возење одредени елементи кои што се поставени тука доле се малку тешки за пристап, инаку целиот систем е многу добар, многу едноставно се навикнува, респонзивноста е феноменална, навигацијава е исто феноменална. Имам една критика која што камерите, добро, се буни малку, камерите на волку голем екран ја нема таа резолуција што би очекувале. Но како и да е, многу убаво вклопен целиот систем, ми се допаѓа тркалцево што го ставиле тука физичко. Би сакал за климата да има уште 2-3 копчиња плюс, бар да биде малку поедноставно користењето. Но други интересни елементи околу Mach-E, тоа што тука пред возачот има многу мал екран, мислам мал. Тенок не е преголем како овој телевизор тука, ама е сосема доволен за да ги видите сите информации што ви се потребни. И брзината е напишана во ground speed, односно термин кој што се користи во воздухопловството, бидејќи Mach-E е име од американски борбен авион, што е многу интересно вака кога ќе ги сврзете сите работи, како сето тоа има една голема приказна. Друга голема приказна е тоа што кога ќе видите вака интериерот е чист, едноставен, многу убав вклопен, но има многу добро звучување. Bang & Olufsen, многу познат бренд, многу добро звучување, но една работа што мора да истакнам е тука под овој материјал, под шал таблата е вклопен звучникот кој што прво не го приметувате, а второ многу убаво звучи. Околу практични елементи се више кога ги кажав сите други. Тука има две големи остави за телефон со бежичен полнач, имате повторно два USB порта, одоздолу има уште една голема остава, две остави за шишиња, под наслонов за рака има исто така огромна остава, ова чудо. Тука можам кило помаранџи да ставам, 12 волтен приклучок за струја и сега да почнеме да возиме, да видиме дали Mach-E се однесува како Mustang и како електричен автомобил, што друго нуди. Старт, да, ќе го стартуваме. Ајде да видиме. Ветив, електрично возило, мора да снимиме старт. Има вкупно 3 режими, Whisper, Active и Untamed. Untamed е најспортскиот, сите 351 конски сили ги има на располагање, погон на сите 4 тркала. Електрично возило е, само притискате на педалата на газ и гледате што можно подсрсто го држите вратот, пошто може да ве сецне многу лошо, но ајде да видиме. Спремни? 3, 2, 1. Толку стотче. Од 0 до 100 за 3,5 секунди. Дзер. Тука веќе си го правдува името Mustang, реално.
Каква легенда од кола, браво! Па дури лизга! Вау! Вау! О, чекайте, малце се смирам. Виспер, готово. Јако. Луница од кола. 98 кВт батерија, што возможува ренч од некои 440-450 км реални, што тоа е фантастична бројка. Реално фантастична бројка за електрично возило, ако имаме предвид колку лоша мрежа на полнач имаме во нашата држава, колку се ретки, колку тие се неисправни. Тоа е еден апел, како и секоја друга епизода што имаме со електрично возило, даваме еден апел да се зголемуваат полначите, да се одржуваат, да се стават подобри, понови, за брзо полнење, бидејќи со брзо полнење од некои 45 минути полнење ги надополнува до 80%, што е фантастично, тоа е супер. Инаку дома би требало за една вечер околу 8 часа полнење да ги наполни целосно батериите на домашна мрежа и тоа би коштало некаде помалку од 100 денари за 100 км, што е одлична цена ако пресметуваме веќе нели колку би не коштало дома го полниме. Се уште на јавните полначи е бесплатно полнењето, што е одлично. Сега, како управува Ford Mustang, дали како спортско возило? Искрено не. Значи, сепак бидејќи е високо, се чувствува одредено клатење. Многу е мек, мора да признам дека е многу комфорен. Седиштава се исто така многу удобни. Имам една приметба, тоа е исто и кај кугато го кажав, сакам од страна да ме држат малку подобро, инаку седиштата се доста удобни. Возачката положба е одлична, имам прегледност буквално на се, иако хубата е огромна. Сепак помагаат сите камери, сите системи. Имам туку уште една приметба, би сакал камерите да можам да ги користам малку подолго време. Пример, предната камера веднаш ми се гаси. Да, имате опција да уклучите, ама не секој пат ви дозволува поради некои регулации и правила, тој одлучува у кој момент може да се уклучи. Инаку во кривини се однесува како еден сосема нормален SUV, не е претерано спортски, не е претерано губењето, мислам клатењето. Имате контрола над возилото, што е добро. Еве, Volkswagen најди четврка. Веќе кога ги гледам мора да ви споредам дека во поглед на квалитет на изработка Ford Mustang е далеку подобар од електричните модели на Volkswagen. Искрено го кажувам, немам никаква лоша намера, не е реклама, не е ништо, едноставно Ford многу вложиле во овој модел за да чини 89.000 евра. Да, цената е повисока, за жал немаме никакви субвенции, немаме никаква помош од државата, ама реално ако ги споредиме така со друг бренд, вреди. Ford Mustang вреди. И кога ќе размислам зошто го поставиле името, зошто изгледа како Ford Mustang, апсолутно ми се оправдува сета причина и дури сакам да беше нешто поразлично, можеби немаше вака убаво да биде прифатен Ford Mustang, Mach-E мора да се потенцира, бидејќи сепак ова е моделот е Mustang Mach-E. Ако беше нешто друго, мислам дека стварно немаше вака да биде прифатен, немаше ова да биде волку забавно, да биде волку многу забележан низ град, низ улиците, едноставно ова е полн погодок. Океј, фали звукот, фали. Секој пат кога ќе кажете Mustang, фали да клокоти V8, ама друга димензија е. Mach-E е скроз друга димензија и сосема му одговара, особено кога ќе оставите во Untamed, кога ќе ве смее секогаш, стварно ве смее секогаш, ви прави добра забава зад волан и тоа е целта. Кој што сака нека каже, Mach-E си е фаца, изгледа преубаво, вози како еден
див Мустанг, див конј, ова е, вау, звер. Баш се чувствувам како да јавам некој голем див конј, убав, елегантен конј кој што треба да го скротите и јас се чувствувам дека сум тој кој што го скротувам овој конј. Стварно, вау. Дотуша тука не е еден конј, тука се 351, 352 ако ме рачунате и мене, ама вау. Стварно фантастично брз, фантастична забава, се што треба. Искрено има многу добро звучување, ама во теков на тестов ниту еднаш не го вклучив, бидејќи понекогпати стварно па сакате да уживате во тишината. Иако пушта некои звуци, нели, како Space Shuttle да работи, и дури гледам дека го барате вие многу повеќе тоа да се слуша, ама некој пат стварно сакам да уживам во тишината и да возам најрелаксирано што го овозможува тоа, да уживам едноставно, да се опуштам и да стигнам до секоја дестинација без никакви проблеми. Дометот му е стварно можеби најклучниот елемент, бидејќи борбата кај електричните возила е дометот, односно колку километри ќе пројдете со едно полнење. Дали може ова кај нас да успее? Да, може ако го смените целосно вашиот стил на живење. А лесно може да се смени, лесно можете да уживате и да немате никакви проблеми. Едноставно, животот ви станува многу по-опуштен, по-релаксиран и по-добро испланиран. Бар јас така сметам. Направете subscribe, толку од мене, толку од Ford Mustang Mach-E и колку повеќе не има, толку поинтересни возила ќе имаме. Како што ги гледате, ние сме најпопуларниот автомобилски YouTube канал. Subscribe, дечки! Фала ви на целата поддршка. Чао!